пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежда од Кавадарци. И ово утро сме повторно заедно со вас. Ово утро во Кавадарци имаме снег, нов снег, така да синоќа падна нов снег, некаде околу 4 до 5-6 сантиметри. Меко е времето, кога вела меко е -1 беше утрово, но во текот на денот сигурно температурата ќе се покачи. Има снег и во другите региони во Македонија, во другите градови, така да вчерашната прогноза што ја кажавме се оствари. Што се однесува до денешното изгревање на сонцето, тоа се случи во 6 часот и 57 минути, а ќе зајде во 16 часот и 24 минути. 12-тиот ден во новата календарска 2022 година. Да го проследиме времето какво ќе биде на почетокот, да видиме прогнозата. Таа вели дека ќе биде сончево и студено со умерена облачност. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Значи ова прогноза е за територија на Македонија. Температурите како се движат и како се движа синоќа од -7 до -3 беше во западниот дел, значи ќе имаме денеска во тој регион до 3 степени под нулата. Во Скопскиот регион од -3 до +3, Кумановскиот од -3 до 3, исто така во Беровскиот -4 до 1 степен, најтопло ќе биде како и секогаш во Гевгелискиот Струмишиот регион, +2 до 6 степени, во Кавадарци од -2 до 3, Пелагонија од -5 до -1 и во Хридскиот регион од -2 до 4 степени. Очигледно, се уште имаме релативно позитивни температури, но од утре температурите веќе ќе бидат надолу, значи ќе одат надолу температурите, сончево и студено со мала до умерена облачност, ќе дува умерен ветер наместо засилен со северен правец. Значи, утре веќе ќе имаме минус температури појаки од -13 до -6 во западниот дел, а во Гевгели со така ќе падне температурата под нулата, -3 до 5. Во Кавадаречкиот регион од -7, зборам за утрешната прогноза, во Пелагонија од -10 до -4 и така натаму. Значи, за време на викендот, односно утре и задутре, ќе имаме уште пониски температури. Прогнозата е дека ќе биде од -14 до -4 минималните, а максималните од -1 до 8 степени. Значи не очекуваат студени денови, но нема да има повеќе врнежи. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, каква е ситуацијата на патиштата, вие кои планирате да патувате, информирајте се, зашто има снег во повеќе градови во Македонија. Од 6 часот и 45 минути е укината забраната за сообраќај на тешки моторни возила на планинскиот премин Плетвар. Значи на Плетвар има прилично доста снег, но патот е очистен и еве како што слушнавме, може да се движат и потешките возила. Сообраќајот на државните патишта се одвива по влажни коловози. Врнежи од снег има во Прилеп, Железнец, Неготино, Демиркапија, Удово, Крушево, на планинските превои како што е Плетвар, Буково, со помал интензитет на врнежи на снег има и на Попова Шапка, Маврово и така натаму. Значи ова е синокешна е таа прогноза, меѓутоа утрово кога станавме, ете и у Кавадарци повторно забеле и на околните ридови.
Що се odnesува до граничните премини, од македонска страна нема подолги задржувања, но сепак информирајте се за државите кај што ќе одите, како е преминот од другата страна на границата. Почитувани гледачи, уште еден поздрав до сите вас кои ја следите нашата утринска програма секој утро од понеделник до петок. Би сакал да ви дадам еден пресек на гледаноста на нашата емисија, бидејќи се имитува рано наутро од 8:30 до 9:30, кога претежно младите или спијат или се на работа. Значи, ево отприлика имам овде шема, како Фејсбук ја изфрлува таа шема за гледаноста на нашата емисија. По региони, Кавадарец е секако најмногу застапен како гледачи, кај што најмногу не гледаат. Потоа имаме во Чаир. Значи, ова се регистрирани моменти од најмногу гледаност. Потоа имаме во Војводина, Централна Србија, Ново село, тоа е секако овде Струмичко, Неготино, комшиите, Босна и Херцеговина, во Охрид и така натаму. Меѓутоа сега да ви прочитам по земји каде најмногу не гледаат. Рековме Македонија најмногу. Срби имаме доста кои не пратат, понатаму Германија, Хрватска, Бугарија, Босна и Херцеговина, Украина, иако може би јазикот не го разбира целосно, но има зборови кои се слични на украинскиот. Понатаму имаме Австрија, Австралија, Америка и така натаму. Значи, ова го регистрира Facebook, кој ни го дава како резултат на гледаноста. Ова е податоци за вчерашната емисија. Еве по годиште, по старост на гледање, кои луѓе најмногу не гледаат. Од 13 до 17, бидејќи Facebook испод 13 не ги дозволува да се зачленуваат, односно од 13 до 17 скоро да немаме кои не пратат, зашто таа е најмладата популација. Понатаму од 18 до 24 години имаме 3 од женскиот пол и 20 од машкиот пол. Тоа е значи како се регистрирани луѓето на Facebook, и Facebook врз основа на тие податоци го изфрлува и овој податок кој сега јас ви го пренесувам. Понатаму од 25 до 34 години имаме 13 машки и 7 од женскиот пол. А од 35 до 44 години имаме 21 од машкиот пол и 8 од женскиот пол. Сега како да име према поголемите бројки, еве слушнете што се случува. Од 45 до 54 години имаме 25 од машкиот пол не следеле и 24 од женскиот пол. Од 55 до 64 години имаме 19 од машкиот и 39 од женскиот пол. И сега уште еден податок, над 65 години, значи наши гледачи и гледачки кои не пратат утрово, од значи над 65 години имаме 23 од машкиот пол и дури 35 од женскиот пол. Значи, најмногу имаме гледачи кои не пратат по годиште некаде од 55 до 64 години, кај што повеќе женскиот пол доминира. Како е да е, благодарам што одвојувате време да ја следите нашата утринска емисија секој утро во 8 часот и 30 минути. Оправдано е младите се на работа, но ова емисија се снима и може да ја погледнете и во другите делови од денот и навечер да ја споделите со вашите пријатели. Значи, на Facebook страната Радио Глас на Надежта и на YouTube каналот Радио Глас на Надежта. Тоа беа неколку податоци, почитувани гледачи, за временската прогноза, за состојба на патиштата и овие податоци што ги споделив за гледаноста на нашата утринска програма. Сега еден поздрав со една убава песна, потоа повторно ќе се вратиме во нашата емисија. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti,
čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si Bog. Razapet na krstu radi nas, usamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Вие следите утринската програма на Адвентистичкото радио, радио Глас на надежта од Каладрци. Се враќаме повторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша утринска емисија. Следува рубриката Капки на мудроста. Имам интересни капки на мудроста приготвено за утро, па да ги проследам до сите вас. Мудриот човек ги чува своите мисли во главата, лудиот на јазикот. Брчките се патеписи на животот. Не моли го Бога да ти го олесни товарот, туку моли го Бога
да ти ги зацврсти плешките. Само раката на пријателот го води трнот од срцето. Интересна мисла. Убавата жена е добра 3 месеци, а добрата жена е убава цел живот. Човек мора да биде доволно голем да ги признае своите грешки, доволно паметен од нив да има корист и доволно силен за да ги исправи. Среќата секогаш изгледа мала кога имаш во рацете, но пушти ја и ќе ја видиш низината големина. Колку се повисоко леташ горе, толку си помал изгледаш на тие долу. Значи, колку повисоко летеш горе, толку си помал на оние кои те гледаат оздола. Само Господ има лек за сите проблеми. Тишината понекогаш е најголемиот одговор. Не гледај каде си паднал, туку на што си се сопнал. Ке повторам, интересна мисла. Не гледај каде си паднал, туку на што си се сопнал. Песимистот се жали на ветерот. Оптимистот очекува да се смени. Реалистот ги приспособува едрата. Постојат само 2 дена во годината кога ништо не може да се направи. Едниот е вчера, а другиот е утре. Затоа денес. Направи го на што планираш и што мислиш. Убавото лице ќе остари, заводливото тело ќе исчезне еден ден, но добриот човек ќе остане за секогаш добар. Љубовта е чудесна сила, несовршенството го претвара во совршенство. Еве, тоа беа неколку капки на мудроста, кои верувам се корисни за сите нас и ќе може да се поучиме од овие капки на мудроста. Следува приказната за деца, односно за возрастни. Имам приготвена една интересна приказна во утро, ќе ја прочитам, ќе ја споделам, а секој од вас нека извлече корисна поука, почитувани гледачи. Насловот на ова приказна е младиот човек кој не сакал да живее со своето семејство. Кога сме млади, постојно посакуваме што е можно побрзо да избегаме од семејното гнездо и да започнеме да живееме сами, независни и слободни од родителите, но дали тоа е навистина добро за нас? Ова поучна приказна која ќе ви даде одговор на ова прашање. Значи, ова приказна ќе ни помогне да разбереме дали можеме да живееме сами. Еден млад човек имал големо семејство и сите живееле во една куќа. Во куќата владееле слога, мир и взаемна почит, се додека еден ден младиот човек не почнал да се жали за својата положба во куќата. На сите им кажал дека нема своја приватност и како секогаш мора да се бори за својата положба во семејството. Сите му едноставно сметале и на сите постојано им бил луд. Затоа таа негова ситуација слушнала неговата баба и го повикала во низината соба. Еве бабата што му кажала на внукот. Поголемиот дел од младите тежнеат да живеат сами, за никој да не им пречи. Но пред да се одлучиш на тој чекор, сине, ја сакам да ти раскажам една приказна. Младиот човек се насмевнал и кажал: Бабо, јас се одлучи веќе. Предоцна е за твојата приказна. Таа само се насмевнала и му кажала: за вистинската приказна никогаш не е предоцна, и продолжила да раскажува една приказна. Во една густа шума живеело едно младо дрво кое никнало на местото на едно постаро дрво и целиот свој живот било принудено да се пробива. Никогаш немало доволно светло, вода и хранливи состојки кои ги овозможува почвата. Како резултат на густината на дрвата во шумата, тоа морало постојано да се допира до другите дрва. Некои биле насилни и го удирале со своите гранки, му краделе сончевата светлина и понекогаш целосно се навалувале на него. Младото дрво почнало со текот на времето да биде тажно и депресивно.
Тогаш се одлучило да го замоли Бога да го ослободи од другите дрва, за да може и тоа да почувствува слобода, како што можеле и другите стебла. Гледајќи неговата несреќа, во приказната понатаму пишува дека Бог му се смилувал и сите други дрва исчезнале. Младото дрво останало само. Со километри во далечината не можело да се забележат други дрва. Тоа било само. Од среќа ги расширило своите гранки и уживало во слободата. Таа среќа му траела некое време, но потоа започнал да дува силен ветер кој полека, но сигурно преминувал во невреме. Тогаш посакало да има барем едно дрво до него на кое би можело да се навали за да не се скрши. Тогаш се сетило зошто другите дрва го одирале и сите маки кои му ги задавале отеднаш ги заборавило и посакало да биде меѓу нив. Започнало да се моли на Бога да ја врати старата шума. Тогаш Бог му одговорил: Мое мало дрво, никој подобро од мене не знае што ти е потребно тебе. Маките се тука за да те натераат да пораснеш. Дали воопшто би се трудило да пораснеш ако не ти пречеше сенката од другите дрва? Би останало мало дрвце кое на првиот ветер ќе се скрши. Се околу тебе е за твое добро. Младиот човек се насмеунал и на крајот од приказната се вели дека тој ја бакнал својата баба. Сежунам. Понекогаш, почитувани гледачи, невремињата во нашиот живот се силни. Бурите удараат, но многу е полесно кога сме со луѓе. Многу е полесно кога не обкружуваат добри луѓе. Полесно можеме да ги пребродиме тие невремиња. Не е важно какви се луѓето околу нас понекогаш, бидејќи тие се покрај нас со некоја нарочита причина. И затоа да не посакуваме да бидеме сами, мислејќи дека полесно ќе се развиваме и ќе ни биде поубаво во животот. Би ве подсетил, вие кои сте ја читале Библијата за изгубениот син, и тој посакал во еден миг да биде сам. Дошол кај својот татко да го побара дел од неговото имање. И таткото му го дало на што му припаѓало. И тој отишол во тој така наречен бел свет. Меѓутоа знаеме, после известно време тој како се вратил. Сиромашен, скудно облечен, неисхранет, со наведната глава, доаѓа кај таткото и го моли да го прими повторно во заедница. Не можеме ние да живееме осамено. И постои една изрека која вели дека дрво на дрво се потпира во шумата, а човек на човек. Бог го создал човекот во заедница и затоа му рекол на Адама: не е добро човекот да биде сам. Ние имаме семејство, односно татко, мајка, роднини, пријатели, и тоа е добро за во една заедница да го делиме и доброто и лошото. Еве, драги гледачи, драги пријатели, ова беше утринската порака, верувам корисна, каде што ова момче посакало да биде само, но баба му дала една убава лекција преку овој пример. Одиме сега со песна, потоа се враќаме повторно во нашата програма. Расtam, 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 о Исуса, расtam секој ден. Од утро што станам, јас до вечерта пред сон. Има ли поубаво за душа и за тело, кога јас на Исуса му давам срце цело. Растам во Исуса, нежно како трева. Вела дека добар сон за растење ми треба. На сон гледам, шетаме низ ливади и гори, и со песни весели кон вечноста ме води. Растам, 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 растам во Исуса, од тој ми дава сила, за да скокам, трчам, следам, мучам или играм. Има ли поубаво за душа и за тело, кога јас на Исуса му давам срце цело. Растам во Исуса, кој најмилшарен цвет. Нема да ме заведе овој блесков свет.
Isus nam ni dava hrana da sme site silni, podobratstvo ti je najslatki kolači. Rastam, 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 rastam u Isusa što svego pismo čitam. Koga su na molitva što nego da se sretnam i od srca koga peram pesma milna slavna, toga špijam živa voda nebesna i slatka. Rastam u Isusa i ljudam siguren, znam deka je som mene i ja sam zaštiten. Ne mi treba bogatstvo ni mudrost, a na svetost. Koga sam so Isusa, jesi moj sve što treba. Rastam, 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 rastam u Isusa kako ubav cvet. Neka vidi sve koji neka vidi si od svet. Neka Božja ljubav sveta srce moje krasi. Isus umrel za mene i sada da me spasi. Neka Božja ljubav sveta srce moje krasi. Isus umrel za mene i sada da me spasi. Rastam, 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 rastam u Hrista. После ова убава детска песна, еве неповторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката Утринска порака. За ово утро имам приготвено текст кој се наоѓа во посланието до Римјаните, 7 глава, 12 стих. Така значи законот е свет и заповедта света, справедлива и добра. Божиот закон е непроменлив веќе по својата природа. Тоа е откровение на волјата на карактерот на својот Творец. Бог е љубов и неговиот закон е љубов. Негови две начала се љубовта кон Бога и љубовта кон човекот. Бог е правда и вистина, тоа е особина на неговиот закон. Во почетокот човекот бил создаден според Божиот лик. Тој бил во целосна хармонија со природниот Божи закон, а началата на правдата биле напишани во неговото срце. Но гревот ги отугел од неговиот Творец. Во него не се гледал веќе Божиот лик. Неговото срце стапило во непријателство со началата на Божиот закон. Но Бог толку го милее светот, што го даде својот единороден син, за човекот да може да се помири со Бога. Со Христовите заслуги човекот може да постигне единство со својот Творец. Неговото срце мора да биде обновено со божествена милост. Тој мора да добие нов живот одзгора. Таа промена е ново раѓање. Првиот чекор кон помирување со Бога е осведочувањето за гревот, зашто преку законот доаѓа познавањето на гревот. За да ја увиди својата вина, грешникот мора својот карактер да го мери на големиот Божи кантар за правдата. Законот е огледало што го покажува совршенството на еден исправен карактер и го способува човекот да ги открие грешките во самиот себе си. Законот му ги открива на човекот неговите гревови, објавува дека смртта е плата за престапниците. Само Христовото Евангелие може грешникот да го спаси од гревот и од проклетството. Тој мора да се покае пред Бога, чиј што закон го престапил, и да покаже цврста вера во Христа како голема жртва на помирување. Со новото раѓање, срцето стапува во хармонија со Бога и во хармонија со неговиот закон. Кога кај грешникот ќе настане ова голема промена, тогаш тој преминал од смртта во живот, од гревот во светост, од престапот и бунтот во послушност и верност. Христовите следбеници треба да бидат слични со Него. Со Божјата милост треба да изградат карактер што ќе биде во хармонија со начелата на Неговиот свет закон. Тоа е библиско посветување. Еве тоа беше утринскиот текст со мал коментар, почитувани гледачи, кај што овде апостол Павле зборува дека законот е свет и заповеда света справедлива и добра. Законот е еден вид огледало кој укажува какви сме, укажува на нашата слабост, на нашата грешност, и затоа законот не упатува кон Исуса Христа. Овде слушнаме дека само Христос е спасителот. Не постои начин
drug način kada što čovjek može da se spasi. Naše je da go prihvatimo Isusa Hrista, to je da bide vo nas preko Svetio Duh i da živeme spored pravilat, odnosno upasvate što Gospod nigi dal. Vo nego se gleda Božjot lik. Znači, nije treba v sušnost da gledame vo toj nebesni lik vo Isusa Hrista. Gledajke vo zakonot, nije gledame svoje ta nesovršenost, svoje ta slabost, svoje ta grešnost, no zakonot ne upatova ko naš spasitelj, kon Isusa Hrista. Tako da neka i ovaj den go sledime Isusa Hrista vo svi te postupke vo našoj život, da navistina so novo to rađanje, srce to stapova v harmonija so Boga i vo harmonija so njegovi od zakon. Znači, koga čovjek od ke poverova, koga ke se pokaje za svoje te slabosti, ke svrte nova stranica, to go pravi ono i posljednji očekora, to je krštevanje, stapuvanje vo zajednice sa Boga, pravenje zavjet. Krštevanje, to je jedan nov početok, jedan nov život. Neka Gospod ni pomogne i ovoj den da odime i da go sledime Isusa Hrista. Pred da pomineme na slednava rubrika, kad što zboruvаме za apostolite, сега ќе slušneme i ќе vidиме рекламата за дописната електронска библиска школа. Сите вие кои сакате, почитувани гледачи, да изучувате Библијата на еден интересен начин, секако во домашна атмосфера, во домашни услови, слободно погледнете сега рекламата, запишете таа веб страница на која може да влезете, да се зачлените, да ги прочитате упатствата. Таа дописна школа е без обврски, значи кога сакате може да ја прекинете, но имате 8 правци на допишување и истражување на Светото писмо. Да ја видиме сега рекламата, а потоа повторно се враќаме во нашата емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Следува рубриката за животот и работата на Христовите апостоли, Христовите ученици. Познато ни е, почитувани пријатели, дека Исус имал една група на своји ученици од 12 души. Тоа биле луѓе просечни со наобразби различити, од рибари, од трговци, од оние кои работеле во администрација, но како е да е, тие се одзвале на Исусовиот повик. И навистина, овде имаме една група на 12 Христови ученици. Во минатите 2 емисии зборувавме за Јован Богослов, а денеска би сакал да ви пренесам неколку информации и податоци за животот и работата на апостол Петар. Петар бил еден од најстарите Христови апостоли. Тој бил, односно потекнувал од галилејскиот град Вицеида. По занимање бил рибар. Името Петар на еврејски значи кифа, му го дал самиот Господ Исус Христос, а во превод значи каменче, односно камен. Неговото родено име бил Симон. И затоа тој, значи, се не рекува Петар Симон или Симон Петар. Апостол Петар бил многу чувствителен човек, пргав и изболив и брз. Тоа биле негови карактерни особини. Значи, бил чувствителен, пргав и избовлив, понекогаш и брз. Тоа го знаеме од неговите постапки што ги направил додека бил со Исуса. Тој се истакнува како најстар или прв меѓу апостолите. Например, кога во Кесарија Филипова Господ ги запрашал за кого сметат, во името на сите, Петар знаете што одговорил. Матеј 16:16 може да прочитате во вашите Библии. Петар брзо одговорил: ти си Христос, син на живиот Бог. Во Гецеманската градина само тој извадил нож да го одбрани Исуса. Може да
to го читате, значи пргав е бил, брз бил, jednostavno сакал да го одбрани Исуса. На Педесетницата тој прв проповедал меѓу народот, но неговата чувствителност и енергичност биле потик и за негови падови и за негови грешки. Например, на тајната вечера Петар ќе вети дека никогаш нема да се откаже од Христа, но уште истата ноќ 3 пати се откажал од него. А по овој грев тој веднаш горко почнал да плаче и се покајал и Бог секако му простил. Подоцна кога Господ Исус Христос ќе воскресне од мртвите и ќе им се јави на учениците кај морето, повторно ќе му ја даде она апостолска служба. Може да читате во Евангелието според Јована 21 глава од 15 до 17, кај што Исус ќе го најави, ќе ја најави и с неговата смрт, односно начинот како Петар ќе умре. Петар бил голем проповедник, како што спомнав, проповедал во црквите во цела Јудеја, во Иерусалим, во Самарија, во Лида, Сарон, во Јонија и во Кесарија и на други места. Во 44 година Ирод Агрипа ќе му се закани и ќе го напушти Иерусалим. Си мисли на Петар, оттогаш не се знае точно каде проповедал. Учествувал во апостолскиот собор во Иерусалим, кој се одржал некаде 51 година, а потоа за секогаш го напушта светиот град, си мисли на Иерусалим. Откако ја посетил Антиохија, им проповедал на ресијаните, христијани и евреи во Понт, Галатија, Кападокија, Витанија и така натаму. До христијаните, до овие области ќе ги упати своите посланија, своите писма и на тој начин ќе се види дека тој понатаму раководи, се грижи за народот Божи. После овој настан, негов сопатник ќе му биде Марко, кој проповедал во Вавилон, а според преданието дури бил и во Коринт. За време на царот Нерон, апостол Павле, кој бил исто така во Рим, каде што маченички пострадал, но знаеме дека Павле едноставно ќе биде убиен, односно ќе биде неговиот живот ќе биде скратен и така натаму и така натаму. Според црковното предание се споменува два значајни настани поврзани со апостол Петар, дека Петар бил во Рим и таму тој исто така јавно го исповедал своето верување во Господа Исуса Христа. И потоа повторно кога бил во Рим го напушта тој град и на патот повторно го среќава Исуса Христа. Меѓутоа ние знаеме дека Петар бил еден од најратоборните, најсилните, најхрабрите. Не си мисли само на физички дека бил храбар, меѓутоа духовно Петар бил подготвен да го даде и својот живот за Исуса Христа. Некаде 67 година, според традицијата, со главата надолу, Петар бил распнат, бидејќи се сметал дека е недостоен да биде распнат со главата нагоре, како што тоа се случило со Исуса Христа. Меѓутоа, тој сакал со главата надолу да биде распнат некаде 67 година после Христа. Очигледно, спомнав и минатиот пат дека скоро сите ученици, почитувани гледачи, умреле на еден необичен начин за Христа, освен или били убиени и така натаму за Христа. Меѓутоа само апостол Јован Богослов умрел од природна смрт, иако и тој бил ставан, како што спомнавме, во жешко масло, бил прогонуван, се со цел да се уништи физички, меѓутоа Бог го сочувал. Еве, денеска, значи, зборувавме за апостол Петар, еден од најстарите Христови апостоли. Петар, почитувани гледачи, не е првиот папа, како некои што велат, па и понатаму, знаете, една групација на луѓе сметат дека папата е првиот, Петар е првиот папа кој ги добил клучевите од Христа и тој ги пренесува и денеска, еве, актуелниот папа ги има клучевите, кој може да опростува, кој може да прави ова или она, меѓутоа тоа не е точно. Петар е еден обичен човек кој погрешил, и еве тоа го видовме од текстовите, бил брзоплет, но сепак бил искрен во душата и го сакал Господа. Петар е она каменче, а карпата е Исус Христос, на кој се дзида и надзидова неговата црква денеска. Така да Петар нека ни биде светл пример, позитивен пример на човек кој бил одан целосно на Господа. Иако бил по карактер, значи малку брз, но сепак
Петар е основач на апостолската црква, зашто после Христовото вознесение Петар ја организирал црквата, ги поставиле заедно со неговите колеги апостоли столбовите на првата апостолска црква и денеска ете таа вистина допира и до нас денеска. Толку за апостол Петар ова утро, почитувани гледачи. Одеме сега со уште една песна, а потоа ќе се вратиме на нашите последни 2 до 3 рубрики кои ги имаме приготвено за вас за оваа емисија. Кога денот си оди и ноќта се спушта, ти остануваш тука, нежно чуваш ме. Постела кога легнам и безгрижно сонам, и в сонот брода ти тука си. Кога секоја надеж во мене згасне, ноќта тивка, тажен сум јас, ме охрабруваш. На колена слаби кога искрено молам, срцето свое го предавам, ме окрепуваш. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сумане, не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам што крај мене си. Што крај мене си. Што крај мене си. Почитувани гледачи, дојдовме до рубриката за нашите водопади или нашите села во Македонија кои се малку попознати или непознати, така да утро ќе зборуваме за селото Смолари и за Смоларскиот водопад. Некои од вас може би сте биле, но еве потик и повик за вие кои се уште не сте го посетиле тој дел од Македонија во наредниот период или ова пролет да го посетите и овој дел од Македонија. Селото Смолари се наоѓа во северното подножје на планината Беласица во областа позната како Подгорие. Селото е оддалечено 28 км од Струмица во југоисточна насока или 6 км од центарот на општината Ново село, на надморска височина од 382 метри. И јужно од селото се наоѓа реката Ломница, на која е расположен познатиот
Смоларски водопад до кој се пристигнува преку екопатека. Вкупната височина на вертикалниот одсек на Смоларскиот водопад изнесува 39,5 метри, релативно висок водопад. Среде селото порано се наоѓале два стари јавори, високи околу 30 метри. Денес е останат помладиот јавор, чија старост се проценува на околу 300 години. Името на селото е изведено од зборот смолар или човек што се занимава со собирање на смола. За прв пат во историските извори ова село е споменето во пописот на населението 1519 година. Во 1570 година селото е спомнато во османлиски тефтер или дефтер под името Свилани. Во истата година во селото живееле 12 христијански семејства. Некаде до 19. век селото било чисто македонско. И сега овде имаме разни податоци. Селото било под влијание на бугарската екзархија, зашто Смолари е на неколку километри од границата на соседна Бугарија. Според податоците на секретарот на таа екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во селото живееле 784 македонци на бугарската екзархија и функционирало и бугарско училиште со еден учител од 31 ученик. Според пописот од 1971 година, Смолар имало 986 жители. Намалувањето на 659 жители според пописот од 2002 година се должи на иселувањето на населението во западноевропските земји. Целокупното население во Смолари е сочинато од македонци со христијанска вероисповед. Значи, не само Смолари, туку и сите села кои се наоѓаат во Подгорието во последните 20 години има масовно иселување. Почнувајќи од Банско, Габрово, Колешино, Борисово, Мокриево, Мокрино, Смолари, Дражево, Новоконарије и така натаму. Сите села до бугарската граница скоро се десеткувани и луѓето својот живот го насочиле во западноевропските земји. Значи, според последниот попис од 2002 година, не оно што се одржи мината година, значи од 2002 година во селото имало 659 жители. Овде имам сега табела на години како опаѓа драстично жителите на ова село. Да кажеме сега нешто уште малку за Смоларскиот водопад. Смоларскиот водопад сместен е на северните падини на планината Беласица, потекот на реката Ломница. Надморска висина од 600 метри во регионот на селото Смолари. Селото Смолари се наоѓа, како што рековме, во подножјето на планината Беласица, позната во местото Подгорие. Може да кажеме, почитувани гледачи, дека убаво е да се посети тој водопад. Еве, низ локалниот пат кој води до селото Смолари поставени се неколку јавни и индивидуални табли кои го покажуваат правецот на локалитетот, се мисли кон самиот водопад. Од селото до водопадите се пристигнува преку уредена планинска патека со ограда изработена од дрво, како и што наведува во Законот за заштита на водопадите. Низ патеката се поставени неколку едукативни табли кои поставени од неколку проекти посветени на локалитетот, најчесто финансирани од странски фондации. Во зоната за активно користење на локалитетот се наоѓа и приватен ресторан, изграден е во дрво, но неговиот капацитет навистина е интересен. Тоа е местото Лебедово езеро. Значи, во непосредна близина на Смолари и на Смоларскиот водопад се наоѓа едно прекрасно туристичко место Лебедово езеро. Јас ви го препорачувам, почитувани гледачи, ако имате можност и прилика на пролет, обовезно да го посетите. Јас сум бил неколку пати на тоа езеро, но еве на жалост Смоларскиот водопад се уште не сум го посетил и сега си поставив
kako cel ova prolet ili leto da go posjetam Smolarskiot vodopad. Iako sam bil vo Smolari, sam bil vo Lebedovo jezero, no samo šte nekoliko stotici metri me delelo od vodopadot, no može bi poredi nedostik na vreme ne sam imel prilika, no evo sledna prilika, ja sebi si vetovam i postavam cel deka kje go posjetam. Toliko za vodopadite, za Smolarskiot vodopad. Сега ќе спомнам неколку рецепти, односно две рецепти, вие кои готвите, господи, земете пенкало и лист хартија, може да ги запишете или да запамтите овие рецепти што сакам да ги споделам ова утро. Салата со цвекло и јаболко. Еве што е потребно. Многу освежувачка салата што се подготова за само 5 minuti. Cveklото je odličan izvor na železo, osobeno vo kombinacija so sok od limon ili limeta. Osim železo, sodrži i kobalt koji učestvува во создавањето на витаминот B12, кој често им недостасува на вегетаријанците. Притоа цвеклото е одлично и за лечење на слабокрвноста. Во комбинација со јаболкото, цвеклото нуди одлично летно освежување, а може да биде и зимско секако. За приготвување на оваа салата може да користите фета сирење, но и било кое понемасно сирење и на тој начин да го зголемите внесот на протеини. Што е потребно за да се направи ова што сега ете за оваа салата? 100 грама јаболки. Тоа би требало да биде отприлика едно мало јаболко. 50 грама цвекло, половина цвекло, значи од една голема топка. 40 грама рукола, 50 грама фета сирење, половина лимон, исцеден или лимета. Начин на подготовка. Јаболкото измејте го и изредајте го. Цвеклото излупете го, измејте го и изрендајте го. Сирењето сечете го на коцки. Добро промешајте ги сите состојки и зачинете со сок од лимон. Еве кои хранливи состојки или вредности ги има. Енергетска вредност 184 калории, протеини 7 грама, масти 8 грама и јаглени хидрати 23 грама. Енергетска вредност 118 калории, протеини 7 грама, масти 1 грам и јаглени хидрати 23 грама. Пробајте, испробајте, почитувани гледачи, испробајте го овој рецепт, односно оваа салата и верувам дека ќе уживате. Еве уште еден намаз, наут со цимет и мед. Сигурно сте пробале до сега, но еве ви препорачуваме и ово утро нешто интересно. Што е потребно? 400 грама наут. Ако немате од продавница, односно ако немате свеж, у смислу земете од конзерва. Половина лажиче цимет, 2 чајни лажици маслиново масло и 1/4 чаша мед. Начин на приготвување. Загрите арерната на 180 степени. Подготвите си соодветен сад за рерна и покрите го со алуминска фолија. Измите го наутот и седете ја водата и ставите го во садот. Посипете го наутот со цимет и стурете го маслиновото масло и медот. И ќе ви биде навистина прекрасен овој намаз, ќе може да уживате. Еве, почитувани гледачи, тоа беше рубриката за совети или совети за здравјето со пропратни рецепти. Пред да отидеме на последната точка на нашата денешна програма, еве ќе слушнеме уште една христијанска песна. Pisa.
повторно назад во емисија почитувани гледачи. Следува рубриката Археологијата ја потврдува Библијата. Ви пренесувам интересни факти, интересни работи од книгата на професорот Драго Брадовиќ. Археологијата ја потврдува Библијата. И денеска ќе зборуваме на тема постмодернистичката критика на Библијата и најновите археолошки докази. Библијата секојаш била предмет на критика од многу луѓе кои не верувале во неа, меѓутоа еве археологијата со своите пронајдоци покажува дека сепак Библијата е во право. Соочени со предизвиците на постмодернизмот, библиските научници и историчари се повеќе се свртуваат кон археологијата на информации за библиската историја. Уште од почетоците на археолошките истражувања на древниот Блискиот исток, во 1799 година ниту една друга дисциплина не прибавила повеќе нови податоци од сознанијата за луѓето во местата и настаните во Библијата. Археологијата со своето истражување офаќа целата земјена топка и настојува да ги разбере старите култури и нивниот начин на живење со помош на изучување на материјалните остатоци од минатото, влијајќи врз нашето разбирање за потеклото на современите цивилизации. Тој мост меѓу она што сме биле и она што сме останале низ цел свет ги восхитува луѓето кои постуваат длабоки секако прашања за да се уверат дали тоа што го читат во Библијата е вистина. Кој сум јас? Од каде сум потекнал? Зошто сум овде? Денес по исчезнувањето на модернизмот, постмодернизмот станал главна основа за создавање на нови погледи кон светот. Иако поради својата филозофска премисла, сепак археологијата дава конкретни одговори. Оному каде што модернизмот беше манифестирана човечка самоувереност и подготвеност да си честита себе си, постмодернизмот представува исповедање на скромност, ако не и очај. Нема една вистина, туку многу вистини. Тоа е значи гесло на постмодернизмот. Модернизмот вели ова е вистина, но сепак сега постмодернизмот вели посет повеќе вистини. Не постои една голема причина, туку само причини. Нема привилегирана цивилизација или култура на верување, норма или стил. Единствено повеќе кратност на културите, на верувањата, на нормите и стиловите. Нема сеопшта правда, само интереси и надпревар на интересни групи. На крај пишува оксфордскиот теолог Алстер, тоа разочарување со модернизмот создало филозофија што е вистина дека нема вистина. Таа главна премисла довела до радикално редефинирање на Библијата што резултирало со нов развој на критиката на библиската историја. И сега овде писателот Драго Брадовиќ поместува разни цитати од разни писатели кои би рекол со своето филозофирање сакат да покажат кој е помудар еден од друг. Но сепак Библијата е таа која ни ја покажува правата вистина. Нема 100 вистини, почитувани гледачи. Една е вистината и една е лагата. Тоа може да го пронајдеме на страниците на Светото писмо. Некој би можел да ги отврли тие расправи како нешто премногу апстрактно и одвоено од секојдневниот живот и да се запраша какво непосредно влијание има тоа врз популарното мисли. Меѓутоа, таа редефиниција нашла место во главните наслови на популарниот печат. Сепак ние веруваме дека настаните кои се запишани во Библијата, почитувани гледачи, се вистинити. Денеска археолозите имаат доста пронајдени работи и со тоа го докажуваат истото она што е запишано во Светото писмо. Археологијата е една од најважните дисциплини која ни возможува да се одбраниме од постмодернизмот. Најновите откритија во последните 15 години дадоа уверливи одговори подкрепени со фактички докази против постмодернизмот, односно тој критицизам. Во ова кратка глава ќе погледнеме неколку такви подречја. Кои се тие подречја што археологијата ги потврдува, ќе слушнеме во наредната емисија. Значи утре
ќе продолжиме и овде ќе споменеме за Давид и Голијат и за некои други настани кои Библијата ги запишала, археологијата потврдила дека тие настани се случиле, дека Давид постел, дека Голијат постел, дека Голијат бил водач на палестинската војска, а Давид бил на другата страна, на страна на Израел. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма. Ви благодарам за вашето внимание, што не следевте. Ова емисија се снима и може да ја погледнете на нашиот канал, на YouTube канал Радио Глас на надежта. Споделете со вашите пријатели, со вашите роднини. Се гледаме повторно, ако Бог даде живот и здравје, утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш бидете одговорни, чувајте се и Господ нека ве благослови. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.